5 февруари 2025 лето, господо. Добро дојдовте во уште еден подкаст од циклусот Психолошка работилница. Вечерва имаме гостин кој што се разликува од оние мејнстрим, психолози, психотерапевти, психијатри, социолози, човек кој што ја спојува она класична наука во психологијата и ја надополнува со духовност, нешто што јас многу милувам, нешто што ме потсеќа на Карл Густав Јунг и на она плејада на психолози кои што тесно ја врзуваат психологијата со спиритуалноста, со алхемијата, со чистата она есенцијална духовност. Чест ми е да ви го представам Горан Стевчевски. Горан, добро дојде во нашето студио. Благодарам, Владимир, на поканата. Ти си сертифициран, дипломиран магистар по психолошки науки. Потесна стручност ти е клиничка и советодавна психологија. Так. Мислам дека е многу ретка оваа област, ретко застапена во нашата земја, за жал. Имаме психотерапевти кои што повеќе работат по оние класични методи. Немаме ваква методологија која што може буквално да го исправи сето она кај нас, кое што издискува личен напор, личен труд, за кој што ти ќе ни обясниш во вечерашнава емисија. Да не должиме многу, само ќе упатам нашите гледачи дека ти си човек покрај она што го работиш, што ти е стручна област и пишуваш стручна литература. Имаш овдека наведено 10 книги кои што ти си ги напишал во областа на психологијата и гледам тука многу и езотерија, обработуваш, па и филозофија. Како почна? Кој беше твојот почеток, контактот со духовност и како те наведе тој пат до психологијата и до она што ти сега го работиш? Представи се во кратки црти за нашите гледачи, кој е Горан Стевчевски? Се бавам со проучување на физика и технологија на свест и проширување на свестост од 2001 година, значи околу 24 години, сертифициран обучувач на возрастни, имам свој метод патентиран, се метод на имагинативна терапија и автор сум на психолошка и духовна литература. Сето ова почна 2001 година, после едно искуство кое што го имав лично, мистично, и тоа искуство почна да ме наведува на еден пат кој почнав да го истражувам. И тој пат ме води веќе 24 години и ова е нешто преубаво и би сакал секој да го доживее. За тоа лично искуство сега моментално не би сакал да зборувам, меѓутоа во некоја една прилика секако ќе го споменеме и ќе го представим. Затоа што и мојата интенција е ова да биде само пилот емисија прва, која што ќе го најави тој циклус кој што заедно ќе го работиме, затоа што ова што сега го кажам мене ме потсетува многу на оној процес на индивидуација кој што токму Карл Густав Јунг го утапира во начинот на психоанализа. Секој мора да го помине тој внатрешен пат и ти токму со тоа твое мислично искуство на еден начин имаш многу сличности со Карл Густав Јунг. Што е разликата помеѓу мејнстрим психологијата и мејнстрим психијатријата и методот кој што ти го работиш, колку повеќе успех дава со луѓето кои што доаѓаат и бараат помош во твојата канцеларија, и има ли интерес, Горан, дали луѓето повеќе од кога дојдат во средба со тебе, во личен контакт и со твојата сопруга, затоа што во неврзан муабет ми спомена дека заедно работите со твојата сопруга која што е исто така психотерапевт, ја чувствуваат самите луѓе кои што доаѓаат она разлика која што ја имале додека посетувале мејнстрим
психолози Да. и она што вие им го нудите? Значи мојата сопруга е гешталт психотерапевт, завршена кај Младен Костич во гешталт центар Белград од Србија. И ние работиме во почетокот одделно, секој работеше со свој метод, таа со гешталт, ја со сеј метод на имагинативна терапија. Меѓутоа, после едно дете имавме 9 годишно и работиме со него и се покажа одличен резултат и родителите беа многу благодарни. Почнаме да работиме заедно и веќе 5 години како работиме заедно и овој комбинација на овие два методи се покажа како топ комбинација која дава ефективни резултати во процесот на освестување на секоја особа без разлика на незината возраст или пол. Значи, доаѓаме до она што го споменавме на почетокот, дека неопходно е за да се направи она комплетна анализа на човековата личност, да се пристапи и со научни местри методи, меѓутоа не смеат да се изостават туку, напротив, мора да се користат нели оние методи кои што со илјадници години ги работеле и Платон и сите. Се сложувам, Така. Владимир, со тебе, дека неопходна е класичната психотерапија да биде применета во ова, меѓутоа и покрај тоа што гешталт терапијата дава извонредни резултати, недостасува еден сегмент, секако кој е изразен преку визуелизацијата кој што ја кажуваат она, меѓутоа постои разлика меѓу визуелизација и имагинација. И тоа во некој може би ако правиме серијал на емисии ќе објасниме која е таа разлика и што е потребно да се направи за да се совлада таа разлика. Инаку имагинативната терапија е нова во подем и со регистрирање на овој метод фактички почнува да се работи на нова активност, имагинативна активност, која што единствено може да допре и да не овозможи контакт и поврзување со колективното несвесно и индивидуално доживување, кој што секако ќе ни доведе до спознавање и до разбирање на нашето колективно несвесно, што била цел и на самиот Карл Густав Јунг. Одлично кажано, пријатно сум изненаден. Значи, дека во Македонија постојат вакви луѓе кои што ги заобиколуваат оние класични методи кои што за жал мораме да признаеме не се останати негибнати од оние кои што нели ни го креираат популарно наречен матриксот. Значи ги користат тие наши когнитивни увиди кои што се недоволни за само себе спознание. Кога дојде за прв пат нели во допир со Карл Густав Јунг, каква инспирација доби со читање нели на неговите лични искуства? Ја прв пат кога се соочив да кажам да се изразам така со него, тоа беше шок. Јас не можев да разберам ни 3% од тоа што тој го пишуваше. Второто читање беше 5%, така со секое следно читање јас го доживував се подлабоко. Меѓутоа вистински пресврт настана кога почнав имагинативно да работам и кога имагинацијата ми помагаше во пронаоѓањето и прво во поврзувањето со нашето колективно несвесно, со мојата овој случај, а потоа и со извлекување на неговите содржини и нормално со толкувањето на тие имагинативни содржини. И тоа беше клучот за мојот раст и развој и клуч за разбирање на она што самиот Јунг го кажува. Инаку професорот Велимир Поповиќ, професор на факултетот за катедра по психологија во Белград, рече дека имаме еден многу голем проблем затоа што сите ги толкуваат Јунговите толкувања. Се додека не се поврземе искуствено со нашето колективно несвесно, ние не можеме преку срце да ги толкуваме тие визии, а со тоа и да го разбереме Јунг и неговото учење и да го имплементираме во нашата реалност. Апсолутно се согласувам со тебе, Горан, затоа што треба и тоа какво презнање, нели, за да се разбере многу од она кое што Јунг го пишува во сите негови дела. Апсолутно. Значи, спознавање на архетиповите, нели, од древни времења до сега, спознавање нели на митологијата на секој народ одделно, и тогаш веќе може да отпочне оној процес на индивидуација кој што всушност дополнително ни носи бенефит, ни дава можности за клиервојанс, за јасновидност, нели. На тој метод Јунг ја предвиде и Првата светска војна, ја предвиде и Втората, анализирајќи го колективното несвесно на германската нација, предвиде дека Хитлер ќе го направи тоа што го направи. Така е, Владимир, се сложувам со тебе и доволно си упатен во тоа и во ова што го изнесе. Меѓутоа, сакам да кажам каква е денешната состојба во светот и во човекот.
Денеска се наоѓаме во еден конфузен свет, живееме во таков свет во кој што владее хаос и војна. Човекот е исплашен, фрустриран, немоќен, отуѓен од себе и длабоко блокиран со својата несвесност. И таа несвесност фактички не може да ни овозможи да поминеме еден степеник кој што ќе овозможи да дојдеме до таа свесност. Ние на некој начин, јас ќе ти споменам неколку примери. Има еден српски кошаркаш Никола Јокич кој што игра во НБА лига и никој не може и не знае да објасни поради што неговата игра е поразлична, поради што никој не може на никој начин да го сопре и поради што дава нова димензија на ова игра која што никој досега не ја имал. Баш поради неговата свесност. Меѓутоа, од друга страна го имаат Леброн Джеймс, кој е кошаркаш кој постигнал најмногу поени во историја на НБА, кој има висок квоциент на интелигенција и кој е исто така како и Никола посветен на работа енормно, да кажам. И баш меѓу разликата од овие два типа, помеѓу IQ и помеѓу свесноста, можеме да кажеме дека не се прави разлика. Баш поради тоа што не правиме разлика меѓу овие два клучни елементи и сметаме дека IQ е примарно, баш поради тоа не можеме да го објасниме феноменот на Никола Јокич и што тој прави за кошарката и незината убавина. Меѓутоа, клучни се три елементи. Свесноста на нас не овозможува да станеме мудри, да негуваме и да произведуваме убавина и да ја потикнеме и да ја стабилизираме нашата внатрешна сила. Тоа се клучните елементи кои што ги поседува еден човек кој што има свесност. За разлика од Леброн Джеймс, кој што има висок квоциент на интелигенција, кој има идеја на величина и нормално исто така и самиот е посветен многу на својата работа. Тоа е разликата помеѓу овие два елемента кои што ние често ги мешаме или не можеме да ги разликуваме. Тоа ми потсеќа буквално на она што Рудолф Штајнер го кажува, нели, за двата принципа. Се може некој ќе не свати погрешно луциферијанскиот и ариманскиот, класичен архетип на аримански принцип, нели, на колективна когнитивна свесност е Леброн Джеймс, кој што иако е брилијантен во учинокот на кошаркарските надпревари, во поени, во асистенција, се меѓутоа нема она индивидуална автентичност. Значи, он е буквално совршен биоробот кој што го совладал алгоритамот на тој спорт и е станал ефективен. Додека она што го прави Јокич е тотално оригинално, не може никој друг да го направи освен самиот тој. Исто така е, значи, ефективен колку и Леброн Джеймс, меѓутоа во многу сегменти и го надминува. Тоа е доказ дека, нели, она кога се користи вистинската мудрост и интелигенција, може да го надокнади она суровото физичко, нели, кое што Леброн Джеймс го има на претек. Може би и повеќе скока и се. Јокич е доказ дека без употреба на она интелигенција која што ни е дадена, нели, од колективната несвесност која што јас не ја заборавиле, и тоа како може да биде многу по-совршен. Само да те поправам дека таа интелигенција е таа IQ, меѓутоа дека свесност е она што го разликува Јокич од другите. И баш таа свесност го прави посебен и недофатлив и неразбирлив не само за Америка, туку и за целиот свет. Значи, тоа е поради неговата свесност. Ние многу често и ти во емисија имаше гостинка Мирка Велиновска која што ја фаворизираше логиката и незините методи дедукција и индукција и кои што имаат изворена цел за донесување на заклучоци од општо кон поединачно и обратно. И баш поради тоа е многу важно да се потенцираат овие елементи, дека тоа се аналитички компаративни вредности и да не ги изгубиме ние борејќи се да станеме свесни. Значи, неопходно. Меѓутоа, кога ја следам неа во твоите настапи, незината перцепција е одлична, анализите прекрасни, компаративноста изваредна, меѓутоа решението е она кое што недостасува. Тоа е проблемот со разумот и со логиката. Тие се, поради дуалната природа нивна, тие предизвикуваат парадокси. Меѓутоа се неспособни да ги решат парадоксите. И баш поради тоа е клучниот елемент не нудат решение. Истиот овој проблем се има и на светско ниво.
Сега, например, професорот Велимир Абрамовиќ од Србија, тој пред неговата клиничка смрт да ја доживее, Карл Густав Јунг го сметаше ова лудак чии книги треба да се заборават Аха, и да се забранат. После доживеана клиничка смрт го цитира Јунг како некој свештенослужител од Библијата. така. Го става на пиедестал, на ниво на пророк. Како да. Да, неопходно е, значи, тоа мистично искуство, кој што и ти си го доживел. Јас сум го доживел, нели, Велимир Абрановиќ и многу други што се и местен психијатри и психолози полека признаваат дека имале такви мистични искуства. Го споменавме во неврзан муабет, јас и ти, нели, пред емисијава, Џордан Петерсон, кој што после еден трагичен настан во неговиот живот, нели, кога неговата сопруга се разболува од карцином, кога, нели, се преиспитува всушност зошто е светот суров и неговото искуство со валиум со диазепами, кога ги надминува, он во тој момент не може да објасни кој му помага, која сила да неговата сопруга оздрави, а и тој да се, нели, отргне од канџите на порокот кој што го имал со тие седативи, доаѓа до мистично искуство кое што го поврзува со изворот. Значи, на истиот начин како и Велимир Абрановиќ. Колку е потребен тој пат на индивидуација, Горан, што самиот, нели, Јунг ни го укажува, и дали е воопшто лесен, затоа што свесни сме дека од ден на ден ни се нудат инстант мотиватори, медиатори, коучеви, просветители, за 4 дена чудо ќе се случи. Како на филмот Матрикс, црвената и плавата пилула, кога му вели Морфеус на него, да, одбери ја, ама ја не ти гарантирам дека ќе видиш поубав свет од оној што е во Матриксот. Значи, биди спремен на Голгота своевидна. Прво мораме да кажеме што ние добиваме со тоа мистично искуство. Значи, мистичното искуство нас не поврзува со изворот и тоа е клучниот елемент кој што е најважен. Не поврзува со што на изворот, не поврзува со енергијата на изворот. Значи, ние доаѓаме инцидентно во контакт со енергијата на изворот и добиваме соодветен увид. Денеска тоа во светот е многу раширено. Секој кој што ќе направи или добие такво искуство, ќе доживее, веднаш пишува книги, веднаш станува учител и слично. Што се однесува до Велимир Абрамовиќ, клиничката смрт. Што прави клиничката смрт кај нас? Неопходно е тоа да го знаеме. Значи, при клиничката смрт доаѓа до квантен скок на свесност. При клиничка смрт, меѓутоа не можеме сите да доживееме клиничка смрт како луѓе со милиарди па за да се освестиме. Значи, неопходно е да пројдеме процес на индивидуација, што ти веќе го спомна, кој го опишал Јунг. А тој процес на индивидуација е тежок, напорен, за некого неиздржлив. Тоа е патот на трњето, патот на Христос на крајот на краиштата. Патот на кој секој си го носи на Голгота својот крст и секој си ги спознава сите оние темни страни со кои што е неопходно да се соочи за да може фактички да ја пројде реката Јордан и да прејде на другата страна. Значи нема магично пилулче не постои такво не. Ќе ви направи увид и просветлување за, не знам, 2-3 дена. Може тоа апченце да ве успие, може да ве направи уште понесвесен, може да ве направи зомби, но секако нема да ве освести. А за жал ни се нудат и по YouTube разли канали, литература преплавени се, нели, нашите книжарници со таква непроверена литература, затоа што мене всушност сите тие новопечени светлосни војни, кои што самите се нарекуваат, ми личат како наштанцани Ејджент Смитови од Матрикс филмот. Дали сум во право, дали се сложуваш? Се сложувам апсолутно со оваа констатација, тие никнуваат како пеќурки поште дошт. Гледам дека ги имаш анализирано во твоја литература. Да. Со задоволство чекам да почнам да ги читам. Значи, фактички, за ова се зборувало за време на Платон, пред 2300 година. И тој дал една алегорија за душата, крилеста кочија со 2 коња и возач. И фактички оваа алегорија представува алегорија за душата. Меѓутоа, во тек на овие 2300 години,
откако постои оваа алегорија, само два елемента, двата коњи се откриени, а тоа се интелектот и страстите. Тоа е 1974 година французинот Брест предложил или дал насока и рекол дека возачот е волјата. Додека за крилестата заправа никој никогаш не дал никакво објаснување и толкување. Оваа книга има обработено Витомир Митевски, тој е академик од Куманово, мој добар пријател, и ми ја поклони книга за душата од Платон. И имавме неколку разговори во врска со ова. Му окажам на тоа дека возачот не е волја, туку возачот е разум и дека крилестата запрега, која досега никој не ја открил и не кажал, тоа е системот на свесноста кој се уште не е познат воопшто кај нас. После тоа имавме, бараше уште неколку средби со мене, ама поради заузетост не можевме да се видиме и да поразговараме подлабоко. Исто му предложив, ако сака подлабоко да навлезе во ова, да размисли за една институционална канализација на оваа идеја. Тој во почетокот не се сложи, не знам поради кои причини. За ваквата идеја исто разговарав и за Ѓорѓи Филипов, поранешен амбасадор во Германија и во Австрија. И човекот во почетокот беше загреан и рече дека мора да најде према процедурава што стои, ако за да се отвори институт 6 професори, на неговиот човек со десна рака што му беше, му посаветува, рече ќе направиме еден поголем проектот. И по 2 недели кога се слушнавме, се откажа од проектот, поради кои причини не знам. После направив уште еден обид кај Маријан Стефановски, тој е исто така Кумановец, едуциран, образован човек со 2 факултети, беше декан на МИД. И тој дозволи и рече нема проблем Горан, може да направиме институт, вика јас ќе зборам со собствениците и ќе го направиме, меѓутоа откритијата на секој тој институт ќе ги бизнесуваат нашите професори. Јас не се сложив со тоа и мислам дека баш поради тоа и ми го прифати да го направиме овој проект. Значи матриксот се поставува веднаш ка механизми на одбрана. Механизми на одбрана се поставува, што треба да се изнесуваат некои работи кои што ги откриваме и работиме како тима, да ги изнесуваат вработени професори кои се на плата, а не јас кој ќе бидам основоположник на тој институт. И на крајот направивме обити од религиската сфера да видиме нешто, бевме кај владиката Јосиф со сопругата. Сакавме да укажеме дека работата на свесност може само да помогне и да ги доближи луѓето кон црквата и кон светите вистини. Меѓутоа, на наша жал и кај него не наидовме на добар прием. Неговиот одговор беше дека на црквата и не и се потребни ниту свесни свештеници, ниту свесни верници. Тоа значи агенти на матриксот, дефинитивно. Не знам дали се. Наверојатно се работи за оние исконски страх од конкуренција. Да. Не, тоа е така, идејата и обидот, ова се обидот пред 10 години уште, такво нешто мислам да се направеше, да се имаше малку сенс и увид во овие работи, дека за овие 10 години можевме да направиме многу убави работи, не само за нас лично, за нашите семејства, туку и за Македонија. Апсолутно, затоа што тоа и тоа како ни мањка. Ја спомена Горан христијанската доктрина, христијанската вера. Јас кога го читав и истражував Јунг, добив впечаток дека тој е тесно поврзан, нели? Можеби не толку со догматската религија, туку конкретно со ликот и делото на Исус Христос. Добив впечаток дека она фамозно селф, тој го врзува токму со Христос, нели, вистинското христијанство. Ето така, е сите во нас. И на тој начин тој навлегува, нели, во гностичките спознанија кои што, нели, 2000 години пред Јунг да доби увиди веќе постоеле. Дали сметаш посебно како европеец дека доволно е, нели, за да се разбуди тоа колективно свесно, а и колективното несвесно, кое што е и тоа како голема ризница на знаење, е доволно само ние европејците да го баштиниме, да го користиме тоа западно езотеричко искуство кое што го имаме 2000-3000 години, а
да не ги прифаќаме сите оние, не знам, далеко источни филозофии, кои што ги има илјадници, кои што може да направат, според мене, повеќе забуна во главата на некој кој што е почетник во овие работи. Па да ти кажам прво, јас по враќање во тоа време на армијата, 4 години се занимавав само исклучиво со јога и работев тие вежби. И можам да ти кажам дека првите година и пол до 2 години имав прекрасни искуства, голема релаксација и опуштеност, еден мир, меѓутоа после 2 години почна да ми се случуваат некои работи кои што почна да ми предизвикуваат страв. На некој начин успеав да го активирам таа темна имагинација која што почна да ме презема и која што постојано ме тераше да се изложам на опасност. Така. И таквото нешто постојано ме пратеше и прекинав со јога баш поради тоа. Читајќи го Јунг, спознав дека тој истото пробал и укажува во еден сегмент дека духовните вежби остават силен печат на нашето колективно несвест. Меѓутоа, само ако сте како символ, односно ако сте на степен на развој кој што символот произлегува, вие сте на прав пат и можете да доживеете освестување. Ако не, вие ќе го гледате и доживувате символот како знак. Значи тоа ви е како дводимензионална слика. Нема живот. Да, не можете да видите целината. Нема живот, нема, да, и тоа е сегмент. Управо тоа е и свеста е клучна функција на свеста е фрагментацијата. И баш поради тоа и Јунг кажал на тоа дека не можеме да се ослониме само на учења кои што доаѓаат од Индија, затоа што и тие се менувани, дотерувани, калупени како и сегментите на нашата религија. Изгубиле многу ние аптетичност. како луѓе сме религиозни, тоа е факт и таа религиозност е неопходно да не служи како основа за да можеме да навлеземе во тој сегмент и со работа на индивидуација и проширување на свесноста да дојдеме до нашиот втори идентитет или третиот идентитет. Оноре де Балзак го рекол, во тебе се 3 човека, она што мислиш дека си, она што имаш желба да видиш и третиот што не го познаваш. Тоа е свесниот Владимир. Ние, нашата свесност не ја познава. Меѓутоа, најбитно е и најсуштинско е дека ние правиме многу голема грешка меѓу свеста и свесноста, па не знаеме дека мислиме дека свеста е нашиот свесен дел. Нашиот најсвесен дел е нашето несвесно. Во нашето несвесно е центарот на нашата најголема свесност. Не можеш со центар на свесност да се поврзеш со свест. Тоа е илузија и заблуда и незнаење. И поради тоа фактички многу духовњаци, литератури, книги кои што ги издаваат, фактички ги издаваат и на оваков начин ги опишуваат своите доживувања со интелектуализација. Пишувајќи ги овие книги, јас се обратив исто на неколку издавачки куќи. Првата беше Култура. Во Култура отидов, имаше директор кој ја кажав имам напишано некои книги од областа на духовност, вика таква литература сме заинтересирани, сакаме да имаме. Меѓутоа барам од тебе да ми дадеш авторско право на книгиве и за секоја продадена книга ние ќе ти исплатиме по 40 до 50 денари. Јас се заблагодарив и рекол дека за 40-50 денари и авторско право можат сами да се пишуваат. Правилно. Потоа заменав во 3 и разговарав со синот таму, не знам, дечко Саздов, мислам дека се викаше. Со него требаше да се видиме, меѓутоа речај вика прати ми ги содржините, му ги испратив и потоа не ме контактира уопште. Се јавив еднаш, ми рекол заузете се, ќе ви се јават. И сега дали ова јавашло кој што имамо книго издателство и што нашата држава ги плаќа за преводи, ова па не се многу заинтересирани за домашни автори, или уопште не разбира за што станува збор, не знам, тоа е нивна работа, нивно управување. И така не се најдовме со нив. И третата беше Табернакул. Таму имаше вистински прием, коректен однос, газдата мислам се викаше Враживирски. 70% од продадената книга беше за авторот, 30% за нив, од тие 30% 5% данак ги плаќаш исто книги Табернакул. И им остави книги, неколку книги продадоа, платија даноци све, меѓутоа
книжарата пропадна, рече дека не може да опстане, вика затоа што не добива соодветни бенефити и од државата и ова. Значи најчесниот човек, најдобрата книжара која го спонзорираше македонскиот автор, се уништи, овие други остана. После тоа ги отпечати во приватна режија, претпоставам. Да, во приватна режија почна да ги печатам и едноставно од рака на рака, кој што може да... Бев во меѓувреме во библиотеката во Куманово, директорката прво ми кажа дека има роднокрајни автори и да поклонам. Меѓутоа да поклонам 10 книги мои и 12 на сопругата, 22 книги да сме и поклониле роднокрајни автори. Па зошто ги пишуваме ние тие книги? Значи, ако отидеш у продавница, плаќаш за тоа. Ако отидеш да купиш кола, плаќаш. Ако отидеш да купиш стан, плаќаш. Ако отидеш на доктор, платиш. А ако фактички напишеш книга, треба да ја даеш поклон. Зашто роднокрајни автори? Кога ја укажав на тоа, таа рече, добро, па можеме да ти откупиме по 2 примерока. Јас не се сложив с 2 примерока со 20 на книги, околу 150 евра да ти даде, за да викам, рекол 22 книги, викам, можете да се пишувате сами и вие, викам, со не така работа. Побарав уште не, викам, ако може, викам, уште 5-6, викам, имате контакти со библиотеки, ако постои интерес за автори, ако се заинтересирани за книги и за ваква тематика, не можам да ги консултирам нив, добро, нема проблем. И се збогував. Задоволство е да говорам на овие теми со тебе, затоа што гледам во освртот на делата кои што си ги напишал, буквално си анализирал многу автори, си го анализирал и си го критикувал. Значи, Ана Бучевиќ, нели, познатата мотиваторка, коуч, Екарт Тол, Лазарев, Сандгру, некои кои што, нели, се многу мейнстрим, многу искомерцијализирани, кои што влечат како буквални гурува позади себе, не знам, стотици илјади, ако не и милиони луѓе широм светот. Каква е твојата критика кон овие само наречени гурува? Дали навистина нудат некоја духовна надградба кај луѓето или уште повеќе им го затапуваат оној пат кој што треба да ги доведе до колективното несвесно? Па, значи, една работа, значи, јас не ги критикувам, јас само им укажувам на она кое што го сметам дека е погрешно и дека не е одговара на вистината. И дека тие што го прават, тоа го прават или од незнаење, или го прават за да профитираат. Например, Ана Бучевиќ напиша книга Да се има или да се биде. Во еден интервју што слушав, таа рече да, и да се има и да се биде. Меѓутоа, не кажа дека човекот никогаш не може да биде ако преку има. Сите кои што пошле по соодветен успешен бизнис и станале успешни како и таа самата, сега го заработува стотици илјади долари само од YouTube и од своите книги и од се. Дошло до статус тука да и ги плаќаат книгите унапред. Значи има барање на луѓето. Станала институција. Меѓутоа, да станеш духовен лидер не значи ти лично самија да профитираш. На едно прашање на водителот 2 пати имавте брак, првиот неуспешен, повторен избор, вториот неуспешен, повторен промашување. Што е проблемот со изборот на партнери? Па ако треба ќе имам и 10 партнери додека не го најдам вистинскиот. Макиавелизм. И сега како да и веруваме на особа која што не знае да избере партнер, би требало мене да ме насочува и да ме учи да имам партнер. Јас сум избрал партнер и сум избрал таа партнерка и таа партнерка сум ја и 20 години сме заедно. Растеме на тој духовен пат заедно, одиме и чекориме по тој пат и ги сите оние пречки кои што се појавуваат на тој пат ги елиминираме, отстрануваме на свесен начин за да можеме да го продолжиме тој пат и да ја прошириме нашата свесност до тој степен да дојдеме до увиди кои што се малку познати. Инако не можете да правите ништо. Ана Бучевиќ беше во Скопје, таа наполни 2 сали од по 4.000 луѓе, 8.000 луѓе, по 75 евра платија по 4.500, тоа се околу 600.000 евра. Господјава дојде, не продухови, си замина и Скопје стана мека.
А ништо не појде на подобро. Па што појде на подобро? Па на овој начин истиот не ја земам Ана Бучевиќ како пример, туку како профил. Така. Имате Лазаров. Тој фактички руска провиниенција. Мене ми дојдоа моите агенти и ме замолија да напишам нова книга, помина година или две од последната, тие си ги бараат своите провизии и јас напишав. И една од цитатите е: љубовта е позитивна и негативна емоција. Не може да биде љубовта позитивна и негативна емоција. Кој некогаш љубовта е сврстал во емоција? Никој никогаш и никаде. Само Лазаров во својата глава. Па уште да биде и позитивна и негативна емоција. До сега тоа е нечуено и невидено. А имаме, гледам, групи кои што по десетина илјади луѓе го следат и ги цитираат неговите книги како Оче наш. За Екарт Толе исто така. Книгите му се полни со интелектуални композити. Од 2001 година, вистина да за сегашниот момент или тишина или слично, 25 години. Ако беше вистински гуру и ако многу знаеше и ако тоа делуваше на проширување на свесноста, до сега Америка ќе беше рај. А ние не гледаме некој освестување кај луѓето таму, не го гледаме, напротив, голема несвесност. Баш поради тие интелектуални композити. Што значи интелектуалниот композит? Повисока перспектива, потполно прифаќање на што годи да биде, да бидете присутен, да влезете во тишина. Тоа се обични композитни интелектуални флоскули, кованици, кои што се смислени, меѓутоа поради нивниот поим, затоа што разумот го има приоритет на поимот. Кога ќе дефинирате и отврдите еден поим и тој поим фактички ќе ве заинтригира, вие му давате приоритет. И тие приоритети ги избирате. И секогаш тие приоритети се позитивни. И баш тоа го прави и Екарт Толе, тоа многу вешто и многу добро. Садгуру исто тоа го прави, учење и бизнес. На прашање на еден студент: имате прекрасен бизнес, милионски бизнес, тој му одговора: не се прави паметен. Го допреле каде што не. Исто и еврејското учење Кабала, еден период му посветил внимание за него, кога дојде Микаел Лајтман, учителот на Кабала, кој има преку 2 милиона следбеници, у Скопје беше гостин, бев присуствував на таа средба. Имавме право да поставиме по едно прашање, му постои прашање што е свесност. Тој рече: свесност е својство на давање. Јас му рекол: јас не разбирам што е својство на давање, да морате да ме поучите, да видите што и како да е. Ова е малку поширока елаборација треба да се прави и слично, и така се заврши и таа средба. Значи бегаат од одговор. Значи одговорите за овие прашања, значи 2 милиони следбеници учители. Значи имам стекнато еден увид кој што е многу важен. Не можат луѓе кои сонуваат за успех, за пари, за моќ, за богатство, не можат да створат и да создадат реалност во која ќе владее љубов. Тоа е илузија, незнаење. Секоја чест. Неможно е. И затоа луѓето ние денеска сме насочени на успех. Се додека сме насочени на успех, и љубовта ќе биде илузија. Така ќе живееме во реалност која што ќе ја креираат парите. Не дека тоа е лошо, никој не вели дека парите се лоши, тама на работа. И јас сакам да успеам и да печелам пари. Али поентава е управо тоа, да можете да направите баланс меѓу она да се има и да се биде. Али неопходно е прво да се биде, затоа што кога ќе ги пројдете сите тие сцили и харибди, тие трња, тогаш ќе можете да го земете и цвеќето и да му се радувате на неговата убавина. И тогаш ќе го направите вистинскиот исчекор во идентификација на вас со свесноста. Токму овие тобош, нели, гуруа, учители, ги насочуваат твоите милионски следбеници кон наврешниот свет, нели, во системот да успееш, да се адаптираш, да прифатиш, како што кажа ти преска, секакви случаи, концентрирај се, ќе дојде твоето, ќе истрај. Тоа ги одвлекува од што Јунг го каже: гледи внатре во себе. Who looks inside, некој гледа на надвор, се сонува, а кој гледа внатре во себе, нели се буди. Да. Овие нема дрема да гледаат внатре, затоа што се преокупирани со правење на новиот милион. Да.
Последните 30 на години сме сведоци за вакви луѓе, еден Сај Баба тежеше во тоа време околу 80 милиони долари, значи аналогно на сегашната вредност на доларот, тој сега во овој период би тежел некаде околу 8 милиарди долари. За еден духовен човек е тоа, не знам, мене не ми е врзливо. Ако требаше Христос, кој што е Бог, да покаже како се прави пари, ќе дојдеше нели во сјај, во царска облека, со свита околу себе, со гарда, со војска, тој дојде на Магрекач. Да ни каже како е најпростиот и единствениот пат нели до само себе спознание и поврзување со вертикалата. Не само што никнуваат како печурки после дожд, ја гледам еве YouTube канали од соседството, од балконот, ги промовираат ваквите. Тобош учители, а луѓето се фаќаат за јадица затоа што таа тематика им е најблиска до нивниот до нивната падната природа, материјална природа. Значи, кога некој ќе ти се представи како гуру и спасител, ама ти нуди во исто време, продолжи си ти да трчаш по парите и ти го полесно припаѓаш. Ова што го зборував, имав прилика да го доживеам седна сега моја нова пријателка од Црна Гора. Таа е инаку психијатар, значи со завршен медицински факултет и психијатрија, сега е на психотерапија и ми рече: Горан, јас сум 20 години во духовност, јас за систем на свесност не сум чувал. Втора една пријателка од Швајцарија, психолог исто така, ми вели што е тоа систем на свесност, јас прв пат слушам за такво нешто. А сум многу години во духовност. Како можат луѓе кои што се 20 години или повеќе во духовност да не слушнале за систем на свесност? Збориме за свесност, ама не сме чуле за систем на свесност. Тоа е просто фата моргана. Така. И сега како ќе напредуваме на тој пат и како ние сме 20 години. Меѓутоа има група од 17.000 следачи кои го постојано цитираат Екарт Толл и неговите книги. И сега ќе пишуваме и книги, они ќе пишувале, па може да напишете книга само со собствени зборови, прераскажано она што го напишал Екарт Толл. Не можете нешто ново и оригинално. Поента на свесност на ниво на рак на Библија. Поента на свесност е да осмислите и пронајдете нешто што е оригинално на вас. Значи само ако Владимир биде главен лик во својот живот, ако Горан во својот, ако секој биде главен јунак во својот живот, ние тогаш сме свесни и тогаш ќе имаме тогаш ќе градиме заедништво меѓу себе и никогаш нема да дојдеме до поларизација и до конфликт. Одлична дефиниција. Значи поларизацијата доаѓа баш поради дуалноста на разумот и на логиката. На разумот како систем. Ние фактички се јавува поларизација. Таа поларизација поради дуалноста која што не може да се спои, нараснува притисок, тензија и доаѓа до конфликт. Таа поларизација се изразува секаде, на секое место. Значи, не е крив човекот. Не може да кажеме ова е крив или нити е крив Доналд Трамп, нити е крив Елон Маск, нити е крив Бајден, нити Путин. Меѓусебно окривување не носи ништо. Поентава е да сватиме дека системот кој го живееме и кој функционира го преземал управувањето од нас самите. Значи разумот почнал да доминира и да управува со нас. Системот управува со нас, не ние со него. Тоа е проблемот. Нити е лично ниво нешто, нити некој председател, нити некој премиер, нити некој учител. Сето ова се фактички работи кои што се битни да се види надличната природа на свесноста ќе не овозможи да се справиме со рационалниот систем. Инаку тоа е матрикс со кој многу тешко се излегува. Не можете да излезете и самите видовте од науката, академик, од религијата, владиката, професори на факултет, амбасадори, значи од секоја фела. Не можат и луѓе неспособни сме да излеземе од тој систем ако не се поврземе и ако не имаме мистично искуство или искуство кое што е поврзано со нашето колективно несвест. Значи, несвесно сме створиле, сме креирале ентитет кој што прераснал во егрегор и веќе го превземал управувањето со целиот свет, со целото човештво, или барем повеќето од луѓето, 80%, додека секој кој што, како што велиш, пробува, нели,
да се пронајде вистинскиот Горан, вистинскиот Владимир да го најде, кој што е нели внатре во тоа несвесно, не може да излезе на површина, затоа што ако излезе на површина, ќе предизвика домино ефект, значи кон својата околина, кон најблиското обкружување. И тоа е она што Христос вели, доволно е да фрлите камче во морето, вика концентричните кругови вика ќе го разбрануваат целиот океан. Некој упорно сака да не држи во Значи една индуциран. Ако јас имам стекнато некое богатство, и тоа богатство сум го стекнал со огромен труд и работа, и тој капитал сакам да го насочам на начин како што јас сакам и мене ми одговара, во мој личен интерес. И ако сега некој го загрозува тоа, што би сторил ти, Владимире, во таква ситуација? Јас би го правил истото што го прават они ако сум на таа свесност, со таа свесност. Тоа е човекова слабост. Значи тоа е човекова слабост. Значи никој не прави свесно зло. Прават зло промислено. Значи постои разлика меѓу промисленост и свесност. Промисленост е фаза во развој на разумот. Промисленост е предсмртна фаза во развојот на разумот. Меѓутоа, за да дојде такво нешто, ние самите сме виновни. Апсолутно. Зошто? Затоа што се следи принципот живее само она што може да се самоуништи. Тоа е универзален принцип, тој не од бега. Ние сме на пат на нашето самоуништување. Ако останеме во овој систем и страјуваме на него, бараме некоја нова нормалност која не постои, не можете да се вратите ретроградно во процесот на свесност. Или идете на повисоко ниво на свесност, или умирате на онаа свест на која што сте. И е неопходно да се прави разлика меѓу свест и свесност. И затоа е многу важно да се знае што е фактички будење на свест. Една жена тука, мислам, со човек напиша будење на свест. Такво нешто не постои. Тие немаат лично искуство. Човекот што ја пишуваше книгава со жена, рече дека бил на 1000 семинари и дека тоа е сублимација на се она што чул. Он може да биде на 1.000.000 семинари. Да слушне било што, да сублимира, да е прекрасен сублиматор, аналитичар и компаративец. Да има брилјантен ум аналитичар. Да има IQ неверојатен. Он не може да излезе од тоа. Не може да го најде оригиналното решение. Не може да го најде патот. Будењето на свесноста, не се буди свесност, таа е будна, се будат сетилата. Не се буди свесност. Што значи будење на свеста? Будење на свеста значи изживување на свеста и развој на свеста. Тоа е будење на свеста. Ова дефиниција не сум ја дал ја, ова дефиниција на Јунг. Само нема така кој да чита и кој да размисли. Што значи да изживуваш нешто? Значи доживеано искуство е изживеано. Преку тоа доживеано искуство ти стекнуваш сознание кои што ги користиш и се поправаш. И затоа ние имаме вештини. И тие вештини успеваме да ги поправиме баш на ваков начин. И тоа е најважното што е битно да се истакне во овој момент. Тоа е клучната поента на будењето на свеста. И постои развој на свеста, тоа е нешто што не би сакал сега да загатам, многу поширока тема е. И тоа е многу важно да се знае заради ова будење на свеста. Такво нешто не постои. Кога ги чуете будење на свеста на телевизија, знаете дека некој аналфабет таму дошол на телевизија и креира јавно мнение без да има знаење за оваа област. Да, и им проаѓа многу лесно кај секако в плепсот има ограничени минимални познавања за ова и не е за осуда. Ова е нешто за што вие кога немате екзистенција за живење, вие не можете да се бавите со овакви работи. Се бавите првенствено со преживување. Баш така. И баш поради тоа, ако разумот овладее со нас, тој ќе не донесе кон самоуништување. И тоа го прави. А ако ние овладееме со разумот, ќе имаме силен нагон за преживување. И тогаш ќе можеме да се бориме за преживување. Меѓутоа, борбата за преживување не значи освестување. Долг е патот. Затоа не сака да го прифати просечниот народ, затоа што Јунг
40 години, значи, истражувал внатре во себе, не дал завет да не се објавува, нели, Ливерноус, црвената книга, до неговата смрт и после неговата смрт, 30-40 години, додека не се созрее целата таа свесност кај луѓето да бидат на ниво да ја примат, а спротивно, нели, на јунговите спиритуални, духовни увиди и алхемиски, како сега може да ги наречеме, се почесно нам ни се нуди опасна техника, како што велат на нивните работилници, кога да се работи за гаражи кај што се менја улје на автомобил па работилница. Мене тоа ми е малце чудно да нарекуваш ти духовна преобразба работилница, ја поистоветуваш со транскомунизам, со возило, со машина. Тоа е исто така сумнително. Методи како невролингвистик програминг, кои што мене ми асоцираат на mind control. Сега во последно време и некоја си квази хипнотерапија, многу ми се спротивни од ова Јунг што го води кон патот на индивидуација. Како гледаш на тие новотари, ја би рекол, не се постари од 50-60 години? Тој Дене бил од прилика тука околу 70 година, Ричард Банднер е таткото на таквата НЛП, а во една моја книга се осврнав на овој аспект на самата книга. Даваат еден пример во кој што мажот на жената бил насилен и таа побарала помош и отешла кај Банднер и Банднер ни препорачал да го замисли сопругот како едно чудовиште. А потоа кога го замислила како чудовиште, таа многу се исплашила, а потоа и рекол да го замисли како Паја Паторот, да предизвика смеа кај неа. И таа го и успела во тоа, предизвикала смеа. И фактички после тоа се опуштила и се смирила и така мирна си заминала дома. Меѓутоа, настаните дома се повториле. Насилниот сопруг и неговите постапки не се промениле. Таа повторно станала жртва на постапките на сопругот. Што направил Банднер? Па тој направил една фантазија. Фактички кога рекол дека мажот е чудовиште и фактички сликата да му се намалува, а на Паја Патора да се зголемува. Што имаме тука? Тука имаме судир на две енергии. На енергија на страв со енергија на смеа. При судирот на двете енергии доаѓа до прелевање на енергијата на смеата во енергија на стравот и до урамнотежување или доминирање на смеата. И при тоа доаѓа до судир на енергија, не до интерперсонален судир. Додека разумот води при интерперсонален судир, судирот на енергија води до разрешница. Меѓутоа, не се разрешил проблемот. Проблемот е меѓу сопругот кој што е насилен. И таа насилност се продолжила. Проблемот не е решен. Таа само во својата глава имагинативно замислила. Фантазија е несуштински мисли, според Јунг. Стварајќи вакви несуштински мисли и ваква фантазија, тој ја доведоло и самата жена во опасност. Дефинитивно. Направил врста на хипноза. Да. Исто во однос на хипнозата, сметам дека е многу важно човекот кој се бави со вакви работи да биде потполно свесен, затоа што има забелешка и од неколку автори кои одлабоко испитувале ова техника на работа, дека при работа со клиент, ако дојдете во таква состојба и самиот оној кој ја прави хипнозата поради собствените негативности и темна страна може да ги пренесе тие да се изразам така темнини на оној на кој што работи, сенките на оној кој што работи. И затоа е многу опасно да се бави со оваа работа, затоа што овдека немате никаква контрола. Каква контрола има хипнотизерот врз хипнотизиране? Има контрола да го управува и усмерува. А како ќе го управува? Значи работи за манипулација. Кој е тој што го управува и контролира човек? Зошто дозволуваме некој да не контролира управува? Свесноста е напротив слободна. Ти донесуваш свесни одлуки и правиш свесни избори. Ти ги донесуваш тие одлуки и ги преземаш одговорност за последиците. А ваму работи човек кој што имплементира нешто во твојот ум, слики или било што, или символи или било што кои што остануваат во тебе и после на кој начин тие излегуваат на површина, на кој начин ги повлекуваат
тие кликови кои што доаѓаат фактички окидачи што ги нарекуваат. На кој начин ние ќе реагираме во одредена ситуација? Значи класичен mind control. Значи несвесност. Значи самата хипноза е несвесна и генерира несвесност. Самата НЛП не води кон директно освестување. Во некои ситуации да, али во оваа ситуација што ја кажавме како пример има забелешка. И не можеме, например, да кажеме сменете ги мислите и ќе го смените животот. Значи се работи за уште една маска која ја ставаат во светот. Па се работи за еден чекор кој што е направен во однос на подобрување и истражување на човекот, меѓутоа несвесен чекор, а што ме нешто несвесно, тоа не води во некој безизлез. На крај доаѓаме до безизлез, како и да е. И управо тоа е она лошото, инаку НЛП како техника може да помага на некој. И помогнала на доста луѓе, ама само до одреден степен. Штом ќе надминат тој степен. И тие сите овие техники што ги кажуваме, и сите овие психотерапии, они доаѓаат до лично несвест. Никој од нив не навлегува во колективното несвест и не вади содржина од колективно несвест. И ако не извадите темни содржини од колективното несвесно и не се соочите со нив, не ги разберете и не ги прифатите, вие ќе ги мултиплицирате, значи ќе се умножат. А штом се умножат, вас ќе ви треба многу подолго време да проведете на тој пат. Без обзира која е причината поради која одбивате да се соочите со тоа. Ова ме потсетува на изводок од Новиот Завет, кога Христос нели замолен од жителите на едно село, ги извадил, ги изгонил нели демоните од двајцата нели демона опсиднати луѓе и ги фрлил во свињите. За потоа нели луѓето да се побунат, што не направи за немаме свињи, не ги земавте свињите. Значи самиот метод НЛП програминг и хипнотерапија всушност не даваат вистинско нели чистење на душата, туку прават не доведува до освестување. Они, ако вие сакате, например, ученик сум, се запишувам на школа на НЛП или на хипноза, завршувам таква школа, станувам учител. Како ученик давам пари и учам. Табула раза, сум и нешто да допишувам. Сега сум учител, заработувам. Штом станам учител, ми се менува начинот на живот, начинот на заработка, према тоа фактички животот ми станува подобар и променет. Да, ама се променил начинот на живот, а не си се променил ти. Тоа е суштина. Не си се променил ти, се променил начинот на тој живот. Затоа што табула раса е најголемата измама на матриксот. Колективното несвесно е всушност дел од сите нас, кога уште при самото раѓање ги имаме тие информации внатре во нас од колективната несвесно. Само треба да ги вратиме назад во функција. Добро, може би понатаму ќе бараиме тематски, ми сигурен ако се согласуваш, ќе работуваме тема по тема, затоа што верувам дека многу луѓе кои што по потреба западнале во канџите, ќе кажам, на овие комерцијални духовници, почувствувале дека нешто не е во ред, меѓутоа не знам да си го објаснат. Зошто е тоа така? А вака ни седен циклус на тематски емисии кои што ти извонредно знаеш да ги сублимираш и да ги принесеш, многу корисни информации и реална помош ќе добијат нашите гледачи. Па еве баш сега го гледам на концептот нешто што правевме, баш управо тоа е конфликт, значи поради неспособноста за решавање на парадоксите доаѓа до голем внатрешен притисак. И тој внатрешен притисак води во тензија и конфликт. Конфликтот е измислен инструмент за задоволување на личните потреби. И ако фактички не се следат во конфликтот фактите, туку се измисливаат нови факти, тогаш тој представува инструмент на зло. И клучно е фактички дека конфликтот е оној кој го активира и го одржува системот на разум и логика. Рационалниот систем е втемелен на конфликт. Значи, вие ако сакате да неопходно ни е некое решение кое што ќе биде над конфликтот, кое што нема да има жртви
Еве, на пример, глобализам и суверенизам. Така. Тоа се две парички на две страни на иста една паричка. Ако вие пристапите од рационален аспект, вие како не мислам на тебе конкретно, тука мислам фактички како суверенист или вие фактички ќе бидете спротивставени и ќе влезете во конфликт. Тој конфликт глобалистот ќе рече, јас сакам да си ги задоволам мојот интерес, затоа што јас давам пари и вложувам пари. Ти ќе речеш да, ама ти имаш многу пари, а тоа не можеш да одлучуваш за мене. Јас сакам да одлучувам за мене, може би сум помалку интелигентен, може би помалку заработувам, ама сакам да. Поентата е уклучно овдека, сега, да се промени системот или да се промени човекот. Инсистираат на промена на системот. Овој глобализам и суверенизам доаѓаат од поларитетите на разумот. Поларитети на разумот се егоизам и независност. Така. Егоизам и независност. Егоизмот води кон успех, слава, богатство, моќ. И кон глобална употреба нивна за владење. Суверенизмот води кон борба за независност. И веднаш доаѓаме до конфликт на Веднаш интерес. доаѓа до конфликт, да. Значи доаѓа не до конфликт со факти, него доаѓа до конфликт на интереси. Значи разумот ствара конфликт на факти, на интереси, а не ствара конфликт со факти. Свесноста ствара конфликт со факти. Тоа е огромната разлика. Разумот секој ствара конфликт на интереси. И како го ствара тоа? Постојат само два начина. Или те убедува, или те присилува. Било кој може да спомне неколку примери од било кое време или било когаш, че кога се земенива пред тие. Меѓутоа, да најдеме, на пример, за Македонија и гласањето. Дали гласале 22 или 36% не е битно. Значи, битно е дека 36% нека бида 36 излегле на избори. 36%, 92% гласале за. Тоа се граѓани на Македонија. Дали е факт дека излезе 36 или 22%? Да. Дали е факт дека излезе 92% гласале за? Да. И па факт против факт. Кој факт е вистина? Па и ова е вистина и ова е вистина. Значи, ние супроставуваме одека факт на факт. Не, ние супроставуваме интерес на интерес, зашто целава поставка е стварна. Ако нема 50 плюс 1, тоа е неуспешно. Значи, си има закон кој регулира тоа. Тоа е факт. Меѓутоа, факт излечен од целина делува како вистина. И ако тој факт, тоа е злоупотреба на факти и не се следи факт. И баш поради неследење на фактите доаѓа до злоупотреба. И тоа е фактички, на тој начин доаѓа до манипулација, до калкулација и фактички до менување до промени кои што може би некој ги сака, може би друг нема да ги сака, ама тие се прават на тој начин. Затоа што доаѓа до присила или доаѓа до уверување или убедување. Значи, поентата да се донесе решение, поента на свесноста е да донесеме решение без убедување, односно уверување и без присила. Тогаш сите ќе бидеме задоволни. Имено, се согласувам, затоа што ќе бидеме задоволни. потребен е тој процес нели на будење на сам с тебе си. Верувам дека вечерашна емисија ќе разбуди голем интерес, Горан, затоа што многу луѓе имаат потреба од помош, од подадена рака од стручни лица, конкретно како тебе. Како да те исконтактираат, каде да те најдат? Па јас само сакам при крај на емисијата да додадам уште дека секоја конструктивна критика, ако сака да биде конструктивна, неопходно е поред самата критика да содржи и да понуди решение. Така. Да не биде само критика и ние критикуваме, ние сме вакви, ние правиме анализи, и супер сме, ние правиме компарации изваредно, значи нашиот разум и логика функционираат безпрекорно, а кога ќе треба да понудиме решение, да немаме такво решение. Значи неопходно е да се понуди решение. Тоа решение го нуди не судбината, туку провидението. Провидението е свесна предодредена цел. Значи избирате цел која е свесна и таа е предодредена, значи ќе се случи. Постојат три основни чекори во развојот на свесноста. Првиот чекор е не може да се промени системот додека не се промени човекот. Не може несвесен човек да имплементира свесен систем.
Имате Бандовиќ, тој е црногорски актер, тој вели променете го лошиот систем и ќе дојдете до решение. Еве гледате дека тоа не е тачно. Значи додека не се промени човекот, не може да се промени системот. Втора работа, потребни се нови вредности, ке го спремне господјата Велиновска. Така е. Но како ќе ги имплементираме новите вредности? Втор чекор на овој пат на свесноста не може да се имплементира, додека не се имплементира систем на свесност, не може да се вградат новиот систем на вредности. Нема свесност, нема нов систем на вредности. Додека не се имплементира и вгради во реалност овој систем, нема да има нови вредности. Джабе зборуваме за тоа и джабе ги кажуваме и ги наведуваме. Делува како памфлет. И третава работа е системот на свесност може да го имплементира само човек кој го успел да се поврзе со тој систем или кој успел да се вгради себе во процесот на еволуција на свесност. Само таков човек може да направи промена во системот. Друг не може да направи. И ова го вели Семир Османагиќ, не очекуваат големи промени, нас не знаеме дека не очекуваат големи промени, само би било убаво тој да ни каже како тие промени да ги направиме, како што сега зборуваме како конкретно и јасно. Значи не може да се промени систем додека не се промени човек. Не може да се градат нови вредности додека овој систем не се вгради и не може да ги вгради несвесен човек систем на нови вредности или свесни вредности, систем на свесни вредности. Тоа е исто како некој доктор да е совршен диагностичар, да диагностицира болест, меѓутоа не нуди лек за истата. Да, Да. добро е тоа. И еве за крај само би добавил дека јас овие сознанија мои сум рекол, внимавајте какви карактерни образци им градувате на вашите деца, затоа што тие се ваша иднина и баш поради ова е многу важно да се знае дека имагинативната активност и терапија нуди соодветни действија и активности кои што создаваат вредности. И тие вредности се символ кој што кај децата предизвикува освестување. И затоа е многу важно и битно фактички да се нагласи дека за тие карактерни образци е неопходно да се имаат тие имагинативни визии, кои што во почетокот може да е тешко, додека почнете да ги правите и имате, меѓутоа со тек на време тие стануваат спонтани. Значи постои нов излез, ние сме способни да го пронајдеме, тој нов излез е свесност, а кога ќе го пронајдеме и ги урадиме новите вредности, ќе се промени се во реалност. Ќе градиме заедништво наместо разединетост и конфликт, ќе градиме љубов и меѓусебна поддршка и ќе има креативност и соработка на секој чекор помеѓу сите кои што се засегнати. Без обзира дали се тоа во Америка или во Русија, во Македонија или било каде. Одлично, Горан. Значи, искрено, јас сум инспириран од вечерашното интервју. Се надевам дека се уште стоиш нели на тоа да направиш својна комора, како беше, или нели 6 психолози, психотерапевти да ти се придружат за да направите како Не, тоа се професори, доктори на науки. така, за да се направи нели Институт да се институт, направи. меѓутоа може да се направи, не знам, асоцијација. Па, може да се направи центар или асоцијација, центар. да, али фактички може, не е проблем, али фактички институт нешто друго, фактички тоа Така, е. Да. така, јас мислам дека треба да се почне од некаде, можеби на почетокот да биде асоцијација на луѓе кои што ќе се бават со овој метод и после тоа нели еволутивно чекор по чекор да дојде до институт, зашто да не, самата таа визуализација која што ти ја спомена ќе доведе имагинација ќе доведе нели до неминовно до реализација на таа имагинација и на тие позитивни Апсолутно, афирмации. се што денеска е создадено во светот е последица на имагинација. Мојата 9-та книга затоа и се е насловена Имагинација, патот кој е создаден патот. Тоа е фактички ние во нашиот ум имаме еден сегмент кој се нарекува за солниште на имагинацијата и кој ќе допреме до него и кога ќе успееме да успоставиме контакт со него, тогаш имаме свесни спонтани слики кои не омогузуваат Така. многу убав увид во проширување на свесноста, во раст и преобразба на нашите психолошки состави. Тие се моќно оружје за запознавање за себе, предизвикуваат
и предвидувачки визии. Како и кај другим што ги има. Да, Така е. и фактички тоа е еден процес долготраен, напорен, тежок, меѓутоа не и неизводлив. И единствен. Секако би рекол за наша жаленост. Така. Меѓутоа бенефитот од него е преголем. Бенефитот не е преголем, бенефитот е, би рекол, би го искористил, па би рекол дека е, да не кажам небесен, но секако несогледлив од убавини. Така. Вонвременски и нешто што не да. спојува со Божјата свесност, Божјата креација и она бескрајно универзално, вистинско универзално постоење. Така е. Горан, ти благодарам што беше вечерва наш гостин. Отворивме многу поглавје, нели, на нашиот YouTube канал. Останувам на поканата да правиме тематски емисии кои што полека ќе прераснат во училници за животот, кои што и тоа како ни недостасуваат на сите нам. За крај, каде да те пронајдат и Кумановчани, и Скопјани, и сите македонци кои што имаат потреба, имаат многу луѓе потреба. Во Куманово фактички се и работиме со сопругата веќе 20 и кусур години. Во Куманово си имаме своја локација на работа. И ако може да не побарат во Куманово и таму да се информираат за нас. Имаме и телефони, имаме и наш YouTube канал, се нарекува Self Awareness, Art of Change, значи светност, уметност на промена. Има 370 видеа кои јас ги пакував и ги правев, заедно со сопругата ги правевме, а ја ги пакував. И овој канал е веќе 3 години присутен на YouTube. Имаме и наши Facebook профили, така може да се контактира на било кој начин. Одлично. Значи сега веќе имаме и првични, нели, контактни информации, кои што верувам дека ќе придонесат луѓето да почнат веќе на правилниот начин да па да ти кажам, добиваат преобразба. Што некој спомне исправно или правилно, дефинитивно го изразува тоа од рационален аспект. Меѓутоа, ако ги кажал свесно и на вистински начин да се насочат кон себе и во себе истражување, зашто секој кој се насочил кон себе истражување станал мој сопатник на овој пат и на тој пат фактички го пронајдеме она што е наше највредно. Создаваме вредности, а не бараме успех. Успехот ќе си дојде сам како последица на вредностите. Одлично, срочено, инспиративно кажување за крај. Уште еднашка премногу ти благодарам, Горан, и закажувам за кусо време нова седба каде што ќе почнеме, нели, со реални. Ти благодарам многу за гостопримството. Задоволството беше мое. Вам, драги гледачи, ви благодарам што и вечер бевте дел од YouTube каналот Слободен свет. Се надевам дека ги имате, нели, истите реакции позитивни како што ги имам и ја од вечерашното гостување на Горан. И ветувам дека нема да застанеме тука, туку дека уште повеќе преку гостувањето на Горан и неговата сопруга во иднина се надевам, ќе го зголемиме квалитетот на Слободен свет. До следната наша средба, останете им во добро расположение и бидете среќни каде и да сте, вие и вашите најмили. Поздрав! Секој.